Благодарам, почитуван председателе. Македонската јавност по не знам кој пат имаше прилика да го слушне говорот на омраза или омраза, огромна омраза на претходната дискутантка, спомнувајќи ги Гебелс. И при тоа не се дрзна да се извини. Претходната дискутантка, бидејќи нели по вокација е културен работник, замислете, требало да знае, сигурна сум дека знае, не знам дали македонската јавност знае и дали слушнала за Марта Гебелс. Марта Гебелс била мозокот на сите наци изуми и на низиниот сопруг. Така да вашето однесување поприлично подсеќа на Марта Гебелс. Инаку, имавте прашање од претходниот мој колега Стеван Анџија на кој што не одговоривте, а тоа е македонската јавност бара одговори за еден огромен скандал и нормално е македонската јавност веќе знае зошто вие се пријавивте за збор, затоа што дебело сте се офајдиле од македонската телевизија на уштрб на џебовите на македонските граѓани. Да одговорите на македонската јавност и на македонските граѓани. Дали кога Гордана Стошиć, поранешна директорка на МРТВ, склучила договор со фирмата Global.com, блиска на СДСМ, во вредност, замислете, од 350.000 евра, со што овозможила монопол врз времето предвидено за маркетинг и за реклами на МРТ. Како подписник, почитувани колеги, на овој договор во име на фирмата Global.com се јавува Софија Куновска, тогаш Матевска, инаку актуелен координатор на советничката група на СДСМ и советник во 2 мандата во собранието на град Скопје, каде што при тоа има доста скандали во тоа време, додека сте биле советник во собранието. Да. Со овој договор, како генерален директор на македонската телевизија и овозможила на фирмата Global.com. Така да мислам дека претходната дискутантка треба да ја одговори на македонската јавност, затоа што они не можат да кликнат, бидејќи претходно ги навредивте сточарите, фармерите, очигледно не одите на терен и не знаете дека и тие луѓе гледаат македонска телевизија, слушаат се, едуцираат и од тие луѓе македонската телевизија зема радиодифузна такса. А вие во вашиот говор нив ги навредите. Не е само Дебар Маал во Македонија. Има и села во Македонија.